Првен, јас ја видов изјавата на министерот за правда и она што можам да ви го кажам е дека приоритет во однос на Уставот е исполнување на нашата обврска од преговарачката рамка, која што преговарачка рамка е усвоиле 27 земји членки на Европската унија, во делот на уставните амандмани за вклучување на други делови од народи кои што живеат на територијата, односно во Република Северна Македонија. Тоа е приоритет. Ќе биде формирана комисија која што ќе биде на високо стручно ниво и која што ќе вклучува експерти, професори, практичари, кои што ќе работат на овие уставни амандмани, кои што уставни амандмани ќе бидат ставени на јавна расправа и каде што нормално дека во тој процес ќе се појават веројатно и идеи во однос на некои други делови од Уставот, бидејќи министерот Лога кажа и во делот на други делови од Уставот каде што треба да се направат унапредувања, кои што се повеќе од процедурален карактер на функционирањето на одреден број институции. Но приоритет се уставните измени со цел продолжување на европскиот пат на државата. Тоа е тоа што граѓаните го очекуваат. Тоа е што граѓаните на оваа држава се определиле, држава членка на НАТО и држава членка на Европската унија. Тоа е што нашите граѓани го сакаат, бидејќи нашите граѓани сакаат да живеат во Европска унија, ама да живеат тука, дома во нашата држава во Европска унија. Зашто? Заради поголеми плати, заради поголем животен стандард, заради подобра инфраструктура. Само ако направиме споредба на држави кои што порано беа дел од Варшавскиот договор, Словачка, Чешка, Полска, Романија, Бугарија, погледнете го нивното ниво на економски развој и стандард пред членство во Европската унија и погледнете го на какво ниво е денес само заради членството во Европската унија. Тоа е тоа што граѓаните го бараат од нас политичарите и тоа е тоа што ние ќе го направиме за нив. Значи, процесот на уставни измени ќе започне, прво со формирање на комисија, во која што се повикани и представници на опозицијата да учествуваат. Конечно треба опозицијата да учествува во барем еден процес во државата од незиното осамостојување, кој што е стратешки. Политичарите треба да бидат одлучни, треба да носат одлуки кои што гледаат кон иднината, кои што обезбедуваат подобра иднина, исто како што политичарите кои што ја донесоа одлуката за членство во НАТО, сега сите велиме дека тоа била добра одлука и праведна одлука и паметна одлука со оглед на тоа што го гледаме што се случува во Украина и после нападот од Русија. Вие погледнете ги Финска и Шведска, кои што се двете најпрактично развиени земји во скандинавскиот регион и на европскиот континент, па и во светски рамки, и двете после воената агресија на Русија врз Украина бараат членство во НАТО. Во истата организација во која што ние сме членка. Било која држава да прашате во светот, дали би сакала да стане членка на Европската унија, која сака да се развива, која што сака поголем животен стандард, ќе ви каже да. Ние сме на прагот на довршување на тој пат и јас верувам дека со вистински одлуки и со храбри одлуки, а не криење зад народот, како што до сега се криеше опозицијата во сите важни процеси во државата, дека ние тоа ќе го направиме до 2030 година и ќе станеме членка на Европската унија.